Со објавување на цените на производите на интернет страниците на маркетите, очекуваме голем бенефит за граѓаните, па дури и намалување на одредени производи поради конкурентноста. Ова е ставот на заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој што посочи дека и досегашните мерки на владата вродиле со плод. И според последните податоци на Заводот за статистика, имало намалување на цените на производите и заштеда кај граѓаните. Согласно правилникот, сите трговци со над 10 вработени и промет поголем од 50.000 евра годишно мора секојдневно да ги објавуваат цените на веб страниците. Пред се очекуваме транспарентност, а тоа да граѓаните одбираат каде би ги купувале, онам каде што се поевтини нормално, би ги купувале, би ги одбирале во кои маркети, во кои продавници и така натаму. Со тоа очекуваме да на подолг рок имаме и одредена заштита на животниот стандард. Меѓутоа, ние имаме, знаете, и одлука и мерки која што трае до крајот на месецот, до крајот на април. Од она што го гледаме теренски, значи од податоците на Државниот пазарен инспекторат, одлуките кои ги донесе владата имаат ефект, а тоа го кажува и Државниот завод за статистика. Стопанската комора на трговци побара продолжување на роковите, укажувајќи дека дел од малите трговци се уште се соочуваат со технички, кадровски и финансиски предизвици за спроведување на оваа мерка. Особено на мерката се пожали аптеките. Ажурирањето на цените мора да се врши секој ден до 10 часот. Според Ристевски пак нема потреба од одложување на оваа мерка. Мерката стапи во сила од 4 март, имаше 45 дена да се прилагодат. Мислам дека е доволно и голем број трговци на мало имаат свој веб страни, само требаше да воведат нови ценовници, она што предвидува промената на Законот за заштита на потрошувачи. Одлагање нема да има, знам дека има одредени барања, како што најави министерот, можеби наредната недела ќе имаме одредена средба со некои од тие здруженија на аптеки, на трговци на мало и така натаму. Меѓутоа, одлагање, да повторам, нема да има. Инаку контролите дали се почитува законот или не, ќе ги прави пазарниот инспекторат, чии дежурни екипи се веќе на терен и следат дали цената на веб страната е иста како онаа во самиот трговски објект. Казните за трговците кои што нема да ја спроведуваат мерката ќе се движат од 500 до 10.000 евра. За Сител, Дарко Штарговски.